Добро ни дојде. Првпат мора да признам дека те имаме во студио, меѓутоа Илија Стевков денес во утринска на Телма. Многу ми е драго што ја прифативте веднаш поканата. Одборот прифати од Менса, одборот прифати од Телма да го направиме всушност ова интервју, мала шега. Вистина да уживаме со разговорите што секој пат ги носи Менса Македонија, Здруженијето на лица со надпросечна интелигенција. Инаку ќе го поздравиме Јован, кој што беше единствен пат јас и Цеце кога помниме во екот на пандемијата кога тој беше присутен во нашата Телма. И си велиме со Цеце кога 1 октомври некако се одбележа, не можеме да бидеме тивки на оваа тема, рекотме ова мора да се екранизира, така што ќе ти заблагодариме за учеството. Има многу прашања, работи кои што можеби за жал не ги ни поврзуваме во нашите тековни разговори. Мислам дека треба да дојдеме простор нашата платформа да искористиме и за промоција на знаењето, на умот, човечкиот ум и така натаму, така што официјално уште еднаш добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Добре ни дојдовте, да. Менса Македонија е веќе дел од големото Менса светско семејство. Тоа можете да го потврдите. Со 80 земи, така прилика сега членки. Да, но интересно е да им кажеме на гледачите што всушност значи Менса и како започна целата таа приказна, па потоа ќе раскажеме и за Македонија и за се она што се случува тука. Да, кажа Марко, минатата недела во средата на 1 октомври го одбележавме Светскиот ден на интелигенцијата, кој што е поврзан со формирањето на Менса Македонија на 1 октомври 1946 година, значи до година 80 години Менса на Оксфорд, Универзитетот Оксфорд во Велика Британија. Приказната е многу едноставна, неколку луѓе, двајца разговарале дека би било убаво да се собираме луѓе кои што сме со висока интелигенција да разговараме на некои теми кои што нас не се интереси. И Менса не е кратенка, туку Менса значи на латински маса. И тоа била една маса, тркалезна маса, на кој што може да седне само тој што е со висока интелигенција, така се воведени првите Менса тестови. И е веќе, речи си, 80 години присутна во светот. Ако тебе те прашаме накусо што те натера да станеш Илија дел од Менса, можеби твојата ангажираност сега во моментот како председател можеби ќе прави промени понатаму, меѓутоа се надевам дека и верувам дека низ медиумот треба да биде присутна Менса многу повеќе отколку што го гледаме сега, нели, можеби медиумот некогаш и сега. Меѓутоа што те натера конкретно да бидеш член на Менса? Да се вратам на вториот дел од прашањето. Прво, значи знаењето и интелигенцијата треба да се промовира, тоа е и мисијата на Менса. Па јас лично мислам дека речи сите интелигентни луѓе, високо интелигентни луѓе се љубопитни. Љубопитноста те натера ме натера да појдам да се тестирам, да видам каде сум, бидејќи член на Менса може да биде само оној кој што ќе направи резултат во горните 2% од светското население. Значи не е мала работа, не е едноставно да се биде дел од тој клуб. И заради тоа отидов да видам ја лично како Илија. На која возраст вие го направите тестирањето? Мислам дека беше во студентски денови, не се сеќавам точно. Да, еви сега ќе потенцираме дека над 16 години може секој оној кој што е во нашата земја и има и е љубопитен, бидејќи тоа е нели карактеристиката што не тера да истражуваме и обединува, да, може да дојде и да биде дел од тестирањата. Едното тестирање, она кое што беше на 1 октомври на Светскиот ден на интелигенција помина, но следното е велите на 4 декември. Ќе го најавиме и тоа, но прашањето ми е како помина оваа година тестирањето, дали имаме интерес се уште или која возрастна категорија на луѓе се пријавува на овие тестирања? Да, како што кажа, моментално тестовите на Менса се за лица со навршени 16 години. Имавме задоволителен одзив на тестирањето што беше минатата недела на Електротехничкиот факултет. Сегош се надеваме на повеќе, затоа и се обидуваме да излеземе во медиуми да го промовираме тестирањето, да ги промовираме нашите активности и се надеваме посебно дека ќе има повеќе млади лица заинтересирани, заради тоа што реално возраста на членовите на Менса Македонија секоја година се зголемува и ни треба малце свежа крв и подмладок во членството. Да, инаку која е причината зашто е од 16 години, тогаш можеби детето е, односно момчето, девојчето е способно да ги направи овие тестови? Не сум психолог за да влезам детално во тоа, но возраста на кандидатот има влијание на резултатот. Добро. Така да, за тоа, меѓу другото, кандидатот ја пишува и својата возраст. Мислам дека луѓето што се малку, што се под 18 години, со друг коефициент се мери резултатот. А зошто над 16, бидејќи такви се тестовите, постојат тестови за деца под 16 години, но Менса Македонија моментално не ги прави.
Најблиску што знам во регионот се прават во Бугарија, можеби во средна иднина, не во блиска иднина, ќе успееме нешто да направиме и тука во Македонија. Да. Какви беа тестовите на времето кога вие ги тестиравте, затоа што пред малку со Ирена споменавме во далечната 99-та дека и таа била дел од едно такво тестирање и успеала да го помине, меѓутоа веќе време нова ера, дигитализација, дали тестовите се променети од тоа време некогаш и ова денешно ново време кога имаме и вештачката интелигенција за која што исто така ќе агилност мора да постои. Менс има свој комитет кој ги следи тестовите. Тестовите еволуираат. Значи Ирена и колегите од минатата недела не се тестирани на исти тестови, но морам да кажам кој е стилот на тестовите. Значи стилот на тестовите, бидејќи МЕСА интернационална организација, не станува збор за проблеми, бидејќи да речеме англискиот или некој друг не е мајчин јазик, туку се строго визуелни тестови. Значи тоа се така наречени графички визуелни матрици кои што се 3x3, имаш 8 поеми и за 9-тото стои прашање, таму имаш 6 опции, која мислиш според тебе е логичен след на нештата треба да стои таму. Значи тие се визуелни, нема ништо пишување, единственото пишување е кога треба да се напише име и презиме и генералите на кандидатот и така се на целата планета. И за колку време има резултати? Резултати во зависност од достапност на национален психолог, бидејќи треба секој тест посебно да се пребира, посебно се пишуваат резултати. Имаме национален психолог, значи тука. Да. Дали имаме некаква конекција со светот, со МЕНСА? Националниот психолог на МЕНСА Македонија е овластен од МЕНСА International. Меѓу другото мора да исполни два услови, или да има докторат по психологија, или да е овластен психолог, не знам како да го кажам, член на лиценциран, се извинувам, на терминот, значи лиценциран психолог и тој мора да биде одобрен од МЕНСА International. Ние во нашата историја сега сме имале два национални психолога во Македонија. На почетокот, ајде да се вратиме уште еден чекор назад. 1999 година одржано првото тестирање во Македонија, кој што спомнавме дека била и Ирена. Тогаш ние не сме имале национален психолог, не сме имале проктори. Али имало луѓе ентузијасти кои се обратиле до МЕНСА International во Лондон и тие испратиле проктори од МЕНСА Србија, може го знаете, често спомнам господинот доктор Ранко Рајовиќ, основачот на ИТТ центарот човекот што го спровел првото тестирање во Македонија и резултатите по пошта запечатени се пратени, тестовите се пратени во Лондон и нормално тоаш немаше имейл, немаше тие работи, месеци требало. Секој кандидат требаше да донесе плик, само адресиран плик во кој што резултатот се ставаше и му беше праќен на овако. Сега со имейл тоа е малце забрзано и стигаат за недела-две на електронската пошта со која што кандидатот ќе се регистрира при аплицирањето за тестирање. Се враќаме уште малку сега назад. Илија, дали интелигенцијата е нешто што ја поседуваме или нешто што не поседува нас? И двете, очигледно и двете. Интелигенцијата јас сметам дека до некаде е вродена, но до некаде влијаат и околностите и однесувањето на личноста. Сметам дека со време резултатот на тестот може да се подобри со работа, како на тој начин што повеќе се работи таква проблематика и потоа мозокот почнува да размислува малце побрзо. Значи усовршување на дополнување постои. Во својот живот еден човек може да се тестира само 3 пати. Да, тоа е интересен податок. И потоа тестовите се секогаш исти? Не, напротив, внимаваме да добие различен тест. Значи иста проблематика со различни прашања. За да не му се повтори истиот тест. Значи меѓутоа сензибилитетот е тој да речеме. Имаме база во која што се гледа дека Илија Стефков бил тестиран со тестот А, на следното тестирање ќе добие тест Б. Бидејќи зад камера некако ги натрапме овие теми за најчесто и некако поучени до искуството дека да речеме најчесто интровертите можеби да се стават во категорија нели на луѓе кои што се раѓа неверојатна гениалност. Меѓутоа прашањето ми е чисто нака до вас. Може ли гениалноста да се роди по некој пат од болка, од осаменост, од чувство дека светот никогаш не ве разбира? Од интроверт. Стварно не може да коментирам.
ако видиме некои светски гениалци во историјата, ако почнеме од Тесла, Ајнштајн, Моцарт, значи таа гениалност стално имала луцидност некоја во себе. Така да дали тоа е од некоја траума, дали едноставно тоа дете кога се родило, тоа бебе веќе ги имало тие гени, тоа тешко е да се овако, а ја не сум експерт на проблематиката за да го. Кој највисокиот измерен IQ можеби досега баш да забележа скаливо? Во светот или во светот во досега Македонија? според она што можеби Минса го забележала 160 видов. Еве, да речеме, Ајнштајн, Шаплин има 160. Ти пред вака од овие некои податоци тука. Ќе го одговорам во прашање во два дела. Тестовите моментално на Менса мерат некаде до кај 148-150. За над тоа треба се прават специјални тестови. Што не ги правиме ние, значи Но има можност членовите да подлегнат и на такво тестирање ако сакаат. Верувам дека во соработка со Mensa International можеби можеле нешто да организираме, но колку што ми е мене познато има посебни институти кои што се бават со таа екстремно висока интелигенција. Нашите тестови се до кај 150. А во светот колку се во тие другите над 150? Не ми е познато. Значи, да се навратиме на тестирањето, доколку кандидатот направи резултат во горните 2% од светската популација, тоа моментално е 130 и нешто, добива покана за членство во Mensa Македонија, преку Mensa Македонија во Mensa International. Не мора да значи дека таа покана ќе ја прифати. Многу луѓе, ја и лично познавам луѓе кои што дошле, се тестирале, положиле и тоа е. За лична сатисфакција, окей. Јасно. Значи, доколку ја прифатат поканата, се зачленуваат во Mensa Македонија и може да земат дел во нашите активности, во нашето работење и така натаму. Можеме ли да дадеме некоја категоризација од овие активни околу 120 членови, рековте, на Mensa Македонија, каква професионална определба имаат надпросечно интелигентните луѓе во Македонија? Ги има ли во политиката? И дали го менуваат пазарот на трудот? Ги има секаде. Значи, членови на Mensa во овие 25 години... Дали имаме политичари со висок IQ, да видиме? Или не подели, можеби на... Значи, на последното тестирање не видов ниту една јавна личност во средата и значи имаме од сите профили на општеството. Буквално имаме од невработени лица во мали места во Македонија до доктори на науки и се измеѓу. Можеби би кажал дека техничката фела преовладува, но тоа не мора да значи во генералната популација на Македонија, туку можеби тие луѓе повеќе сакаат да се тестираат. Така да имаме секакви профили, јавни личности, имаме можеби од лично познанство можам да кажам дека имаме двајца поранешни пратеници. И тоа е се што можеби... Двајца поранешни пратеници, пратеник и пратеничка, едниот од опозицијата, едниот од власта, значи распределбата имаме овако, но ниту еден од тие два поранешни пратеници не се бави моментално со политика. Значи, паметен избор направиле, веројатно. Па, во секој случај, тоа е тоа што можам да го кажам, бидејќи, тоа заборев да напомнам, резултатите на тестирањето се тајни. Резултатот на тестот го знае само кандидатот и националниот психолог кој што е, рековме, овластен од Mensa International да го прегледа тој тест и да му го испрати резултатот. Така да дури ни јас како председател на Македонија не знам. Не знам. Ја можам само да ви кажам кој плаќа членарина и дека таму немаме политичари. Илија, каде сме во светот? Бидејќи споменавте вие и регионално одржувате и средби, состаноци со Mensa од поранешна Југославија, но комуникацијата и со светот ја имате. Дали на кој ниво сме, да речеме, луѓето со висок IQ кај нас во споредба со светот? И која земја можеби располага со најдобри резултати во поглед на тоа? Во поглед на надпросечно интелигентни луѓе. Мораме прво тука да направиме многу битна дистинкција која што луѓето многу често ја забораваат. Значи ние мораме да ги разделиме образованието и интелигенцијата. Македонците се интелигентни луѓе. Образованието како ние тоа е друга работа. Инаку македонците важат за интелигентни луѓе. Јас располагам само со еден официјален податок, а тоа е податок на Mensa International. Таму бројат активни членови на 1.000.000 жители. Тука ние сме буквално на средината на таа табела. Тука сме буквално меѓу Шпанија и Канада. Се наоѓаме на таа табела, значи колку членови на Mensa имаш на 1.000.000 жители во својата држава, сме на средината. Некој просек се прави. За жал, од сите земји од регионот ние сме од 6 републики во поранешна Југославија, ние сме 6. По тој коефициент. Но во светски рамки сме некаде на средината. Значи не е толку лош резултат. Што не е толку лош резултат. Да, така да се обраќале некои медиуми до нас како за да земеме став околу слабите резултати на некои други тестови, но тоа не се тестови на интелигенција. Тие ги дават резултатите на
системот на образование, кој што од друга страна можеби не е сменет, светот еволуира се. Јас сме 2025 година, се уште 90% од образованието е како што биле не нашите татковци, нашите дедовци, креда и табла. Во овој свет на дигитални медиуми, на сите тие работи, ние се уште имаме кај што се диктираат лекции на час. Наместо да му го прати, да го сподели документот и да разговараат на темата, тие се уште диктираат, пишуваат во... Кои се 5 Да. интелигентни нации во скандинавците, предпоставувам, да. Шведска, Финска и тука некаде е Унгарија. По тој коефициент по број на жители, број на членови на менса на милион жители на население. Ова во Европа или Не, во и светски рамки. Во свет, тука е некаде и Сингапур, пошто Сингапур е па помала земја, па они со малку членови го имаат подобар тој коефициент. Најмногу членови на менса во светов има во Соединетите американски држави, тоа е огромна држава и заради тоа имаат најмногу членови. Би сакала да те прашам, еве поучени од искуството, а и знаеме дека некој пат кога ќе ни затропа на врата тремата од било кој момент нели на самото тестирање, како да не можеме да ги покажеме своите потенции во апропо интелигенцијата, имало ли случаи кога еве да речеме тестирањата пропуштиле некои деца, да речеме, во случајот, односно се покажало дека е високо талентирано, како се ревидира тој дел, да речеме дека од тремата не може да го надмине тестот? Постапката на тестирање е доста едноставна. Значи, секој човек има 3 пати шанси да се тестира. Постои трема, се разбира, постои притисок, времето е кратко, прашањата се многу. Сега да не бидам погрешно сватен. Колку прашања? Околу половина час. Прашање не би знаел да кажам. Многу прашања се, ретко кој го завршува тестот. Ретко кој ги завршува сите прашања. Колку се наброи? Не знам, 5-60 можеби. Стварно немам увид во тестовите. Од што се состојат самите тестови? Во графички визуелни матрици. Графички визуелни. Значи визуелни се прашањата, нема зборови, нема продолжија низата. Логичко решавање на проблемот. Да, логичко решавање на проблемот. И така е дефинирана интелигенцијата како речникот на македонскиот јазик така е дефинира како можност за брзо решавање на проблеми. Сега малку се го парафразирав, пошто го немам пред мене точната дефиниција, но така е дефинирана. Човек кој што може да се снајде. Сега, новиот човек кој што може да се снајде во се е вештачката интелигенција. Така, таа ги има одговорите на сите прашања. Како вие би ги поврзале овие две нешта? Надпросечна интелигенција со ChatGPT, дали ChatGPT е надпросечно интелигентно нешто? Моментално една од најголемите дискусии во светот на вештачката интелигенција е кога ќе видиме модел на вештачка интелигенција да положи менса тест. Моментално, имаме резултати од пред неколку месеци последното истражување, јас што имам увид, мислам дека може има и поново. Ние имаме еден подготвителен тест кој што баш и ние за Македонија заедно со Менса Норвешка го развивме, инаку Менса Норвешка го разви во светски рамки. Веќе имаме модели на вештачка интелигенција кои што може да го положат тој тест. Тој тест не е ист како Менса тестот, но е приближно сличен. Така да се уште немаме модел на вештачка интелигенција кој што го има положено Менса тестот, значи да влезе во тие 2%, но веќе имаме модели кои што без проблеми го положуваат тој тест на тој подготвителен тест. И тука е целата работа. Значи, имајќи во обзир со која брзина се развиваат моделите на вештачка интелигенција, мислам дека можеби не до крајот на годината, но дефинитивно 2026 ќе видиме модел на вештачка интелигенција кој што ќе може да го положи Менса тестот. И тоа е добро или не? Ајде вака, бидејќи доаѓам од компјутерски води, од техничка... Ако може секој, ако би можела ChatGPT да го положи тестот, тогаш дали тоа ќе донесе нови луѓе кои што ќе можат да го положат тестот, а не се надпросечно интелигентни? Можеби ќе треба да ги адаптираме тестовите. Тоа било, дали се прашам сега кога говориш, дали можеби човечката интелигенција во идна 2026 ќе се мери по нешто друго, можеби по длабочина, емпатија или по некаква смисла на нештото, не знам. Навистина не би можел да ја предвидам иднината, но сметам дека можеби ќе бидат променети тестовите да бидат поадекватни за човечката интелигенција. Многу едноставно тоа. Моментално вештачката интелигенција тука и ќе остане. Наше е што ќе направиме со неја. Кои се вашите, да речеме, размислувања околу тоа дали човештвото, чисто субјективно, ваше мислење, Илија, дали технологијата ќе ја користиме мудро и паметно во иднина? Или ќе биде закана
Тоа може со многу лесен пример да се каже. Сите и гледачите и вие претпоставам дека над 90% од луѓето во Македонија користат бесплатната верзија. ChatGPT го земеме као символ, тоа е само еден од моделите као Gemini, као Claude, као Cursor, кои што Copilot, кои што се различни производи на различни фирми и сите ја користат бесплатната верзија и видите што можете да добиете. Сега замислите што може да добиете со премиум верзијата од $20 која што е. Потоа замислете што може да добиете за $20 милиони. Или замислете некоја армија која што има буџет од $20 милиарди што може да добие. Значи, си иде многу напред, а човештвото, имајќи обзир дека некој инвестира во сето тоа, претпоставуваме дека тој некој сака и поврат на својата инвестиција. Така да како ќе биде искористена, времето ќе покаже. Веќе во многу индустријски гранки е присутна и доминантна, но времето ќе покаже како ќе се развие натаму. Но дали е пријател или непријател на високо интелигентните луѓе? Што мислите ви? Сега ќе испане дека збориме као некоја конкуренција природна против вештачка интелигенција, дали е пријател или не е пријател. Но да, ни доаѓа време кога роботите ќе ни бидат тука, така? Корисна алатка е. Имаме една мала анегдота. Ние славивме 25 години Менса Македонија, имавме многу убав настан и имавме тројца доктори на науки кои што баш една од темите на кои што се дискутираше беа и предизвиците на вештачката интелигенција. Имавме човек со 2 докторати, член на Менса Македонија, кој што специјално моментално му е етиката во вештачката интелигенција. И еден многу интересен коментар дека вештачката интелигенција не може со природната неинтелигенција. Така да тоа е доста интересно. Многу работи се уште треба човечко размислување. Како ќе биде понатаму тој принцип на потполна замена која ќе дојде, најверојатно ќе го дочекаме во нашиот век. Именно кога говориме за ригидноста, можеби на образовниот систем кај нас во светот, се уште да речеме постојат, да речам, голем дел од тие, да речам, програми кои што се уште се држат на некоја стара традиција, меѓутоа се обидел некогаш нашиот образовен систем, Министерството за образование да адаптира можеби своји предмети, да адаптира своја можеби нова стратегија на знаење кај учениците, да биде во сооднос со Менса Македонија, па да направат консолидирање заеднички, можеби да го ревидираат предметот, математиката или било што и да е, што можеби, например, да биде резултат за некое по-усовршено знаење, да се направи некоја подобра стратегија за новата генерација. Колку што ми е мене познато, не. За разлика од некои земји од регионот, Хрватска и Србија може да ги кажам као пример, каде што менсите, локалните менси се вклучени во некои тела, во некои, не знам, образовни или советодавни. Ние моментално, барем колку што ми е мене познато, јас сум председател 2 години, се нема некој обратено кај нас. Имаше некој обид пред 20 години да се ангажираат членови на Менса во едно министерство, тоа не најден убав прием во јавноста, дури морам да кажам дека малце и како подсмев, сега што се овие Менса подобри. И така да не би може да кажам, само може да кажам дека во некои земји од регионот тоа е пракса. Така. А кај нас моментално, колку што ми е познато, не. Значи треба да ги следиме добрите примери од регионот. Па интелигентните луѓе имаат што да кажат кога некој би ги слушал. Да, апсолутно е така. Меѓутоа имам чувство дека се по молчеливи се. Некако погласни се остатокот од светот. Некако буџноста поинаку. Па и на планетарно и на локално ниво, ако видиш, ова е општество каде што погласниот е во право. За жал. Ме интересира тоа, може ти го споменав зад камера, како да не го довршивме. Дали, сега не знам колку типови на интелигенција постојат, нели, емотивна, вербална, математичка, логистичка и така натаму, сите тие, да речам, 9, ако добро коегзистираат кај човекот како една така холистика, би рекол, би биле во овие 2%. Па не, ја мислам дека коефициентот на интелигенција е само еден параметар, што е дел од нечија личност. Значи треба за вистинска целиот карактер на човекот го прават убаво кажа сите тие параметри, не само високата интелигенција. Така да и да и не. Можеби некој да е добар у се друго освен во визуелно решавање на проблеми, нема да го положи тестот. Значи така да не мора да значи.
Не мора да значи. Илија, споменавте дека се собирате и функционирате добро со сите останати менси од поранешна Југославија, односно тука во регионот. Кога последен пат беше вашата последна дружба и за какви теми најчесто се разговара на тие средби? Види, се трудиме да има настани, ние постојано сме поканети. Значи, само летово имаше во Црна Гора, во Србија, во Хрватска. Словенците прават традиционално зимно собирање на Алпите. Тие не покануваат секој, бидејќи ние сите сме волонтери. Буџетот на Менса е апсолутно минимален, ние се финансираме од една минимална членарина и од износите за тестирање кои што се најниски во цела Европа и од кои што голем дел се пропишани од Менса International. Така да поканите доаѓаат, ние се трудиме да присуствуваме барем кога можностите ќе ни дозволат поблиску да се дружиме. И на тие средби интересно е што бидејќи тоа се средби на членови на Менса, муабетот веднаш тргнува. Слични интереси, слични муабети и сите се многу позитивни. Има дури едно мислење дека Менса е првата социјална мрежа. Значи пред Facebook, пред сите тие работи, бидејќи функциите на Менса, заради тоа можеби ние во ова дигитално време имаме проблеми да допреме до младата популација, бидејќи порано немаш социјални, можеше да отидеш на пиво или на кафе секој четврток или секој вторник и ќе се видиш со луѓе кои имаат слични интереси како тебе, ќе си направиш муабет. Сега сето тоа може да го направиш позади тастатурата или на телефонот и заради тоа ние се уште имаме средби, традиционално си го викаме Менса пиво каде што се собираме во четврток. Али оригиналната социјална мрежа била токму таа замислена, да се видиш, да направиш муабет со луѓе со сличен интерес како тебе. Имено, ако некаде при крај би те прашале кои се првите суптилни знаци кои што еден родител треба да го препознае, гениалното и талентираното дете, првите суптилни знаци, кои би биле можеби вака што би ги советували да ги вклучиме секако да бидат дел од овие тестови? Ова е можеби подобро прашање за психолог, отколку за мене, но од своето детство можам да кажам. Затоа што чинам дека во овие 2% велиш делиме и слични интереси, да речеме со таа популација, меѓутоа делите и некои работи заеднички, па оттаму можеби прашањата. Интересот, љубопитноста, големата можност на памтење на политиката, не? Па види, дете од 4 години политика, мислам, не знам. Значи не знам, али ете тоа, можеби некои знаци, но тоа е дел од еден цел карактер. Не е само интелигенција, не е само IQ. Илија, нас не беше посебно уживање овој разговор. Верувам и вас, а верувам и на гледачите и да нека биде ова едно јавно ветување дека почесто ќе се дружиме и ќе зборуваме за баш убавите работи, затоа што и во Македонија има високо интелигентни луѓе и треба нели да зборуваме за истите или да им кажеме на гледачите кога има повторно тестирање за да можат да дојдат и да се пријават, така што може некаде пред 4 декември кога ќе биде следното тестирање да имаме уште една дружба и почесто да зборуваме на вакви теми. Да, би сакала да најавам дека во ноември имаме во Струмица и во Битола тестирања. Благовремено ќе бидат објавени на нашите социјални мрежи. Каравански пристигнува, да претпоставам така? Не, тоа е доаѓа екипа, напротив, тестирањата се со физичко присуство баш заради тоа што работи Mensa International на потенцијално тестирање, но во моментов ја не можам да верификувам дека ти си Марко што седи таму што клика на компјутер, значи мора да биде со физичко присуство. Струмица Битола во ноември, за роденденот на Mensa Македонија 4 декември следното тестирање во Скопје и да доаѓаат проктори, национален психолог, значи така се прават тестирањата. 2026 ќе се трудиме во повеќе градови во Македонија да бидеме достапни до младите лица. Со оглед на јубилеот кој што го имате? Така. Супер. Се надам дека ќе го копираме многу почесто медиумскиот простор на вакви теми. Ви благодарам на поканата и да, Менса сегаш ќе се труди да ја промовира интелигенцијата и знаењето во Македонија. Фала ви многу.